Денеска е денот на мајчиниот јазик. Големиот Блаже Коневски е кажал, јазикот е нашата единствена татковина. Но подготвувајќи се за овој разговор, налетав на вашиот став дека кога твојот мајчин јазик е јазикот на татковината, на родината и станува државен јазик, тогаш тоа е светост и светлина. Професор Алексич, како да го негуваме македонскиот јазик? Со љубов, како се што се негува. Јазикот е исто како дете, често го споредуваме. Колку што ќе вложиш во ученикот, во своето дете, колку ќе имаш понакаму реципроцитет на вложениот труд. Денес е многу бав празник, ова е свет празник и треба да знаеме сите како наш роден ден, 5 мај, кодификација на македонската азбука и 7 јуни на правописот. Тие се два датуми кои навистина треба да ги знае секој државјанин на Македонија, без оглед што е по национална припадност, затоа што голготата на македонскиот јазик траела 11 векови. Ако ти има од 9 век во рамките на словенската писменост во централната сфера на другите словенски јазици, па се одржува нели народниот јазик, народниот дух, прекусното творештво, писмената форма, па го имаме зборникот на собраните народни мотворби биле до 861 година отпечатано благодарение на хрватскиот бискуп тогаш. Па нели да ги спомна нашите учебникари, природбеници, просветители, Пулевски, Мисирков, втората наша Библија после зборникот за македонските работи и конечно колосот на македонскиот јазик, кога почнавте Коневски, кој нели стои зад кодификацијата на 5 мај 1945 година, тогаш навистина никој од нас не сме да помисли дека македонскиот јазик треба да трпи некои туги пропаганди и непристојни предлози и докажување, предокажување на тоа исто како да кажеме сега да докажеме дека сме ДНК луѓе, дека сме нели човечки суштества. Значи тоа е нешто што навистина треба да се негува со љубов и така да им пренесуваме на нашите деца, првен да им читаме приказни и песни на македонски јазик и потоа на странските јазици без оглед која национална припадност. Да мислиме, да сонуваме на македонски јазик, да пееме, да чувствуваме. Која е спецификата на македонскиот јазик? Што е она што го прави посебен и какво е влијанието на странските јазици врз стандардниот македонски јазик? Македонскиот јазик е посебен одамна, тоа е посебна варијанта од сите други варијанти, оно што е најспецифично и најсимпатично кај нашиот јазик, тоа е членувањето, членската форма за која што многу често не задева соседите. Аз ходам во Србија, рататата, или постојано не закачаат за таа наша членска форма, секако од 31 буквата Д која имаме во нашата азбука, која е нешто пошто сме специфични, динамичната акцентска целина, звучноста на јазикот, богатството, ние сме најбогат диасистем, значи најмногу дијелект. Знаете како, ние користиме често турцизми. После 5 века турско робство невозможно е да не користиме баш и ептен турски зборови. Невозможно е да не користат деца англонизми, заемки, затоа што користат компјутерска технологија. Оно што може да го загрози, првен, она што апелираме до родителите, првен учете ги децата на македонски јазик, а потоа на странските јазици. Значи првен да го научат мајчиниот јазик, да го засакат, па потоа англискиот или било кој друг странски јазик. За мене оно што не е колку сака нека се лутат, ние сме богата мултиетничка култура. Најубавото е нешто што сме од различни национални обележја, што се создава љубов меѓу различни национални култури, бракови мешани. Тоа е најубавото нешто што го има Македонија, тука сме богати. Меѓутоа за мене официјален еден единствен јазик државен треба да биде македонскиот јазик, двојазичноста за мене опасност. Ми се случувало во албанските паралелки во Димитар Влахов, децата да не знаат две реченици на македонски јазик, па јас учела албански некако да ги мотивирам да ми се обратат. Ви се случувало колку пати да отидете во државна клиника, па да не можете да најдете некој од сестрите или кај да зборува на македонски јазик, зборува на албански јазик. Да сметам дека тоа немаше потреба да докажеме дека ние го почитуваме албанскиот народ и тоа како го почитуваме, имаат еднакви права за се, тие се секако еднакво државјани на оваа земја, меѓутоа еден официјален јазик, затоа што во Америка кога ќе отидете сите зборуваат
еден јазик државен официјален исто е со Англија, и тогаш кога законски ќе биде задолжително еден единствен официјален јазик, ќе се сочува грчевито и нема потреба да прифаќаме непристојни предлози и повторно да докажуваме дека постоиме од 9 век со Охридска книжна школа, со не знам колку артефакти, се е тоа дебутантно и политички, како да кажам, небулотично на оно што дојдовме до тоа да речеме. Благодарам за разговорот. Исто ја.